Добро вечер и ова вечер на сите. Ајде, добро ни дојдовте уште еднаш на Добра дружба со нас и нашите пријатели кои ја поддржуваат оваа емисија, поради што и морам да ги наредам вака поред. Генерален спонзор е Визијана, природна минерална вода која е полна со магнезиум, кој пак е многу добар за вашето здравје. Наши спонзори се и Алфи Техноцентар со преку 35.000 производи во своите два продажни салони во Скопје и Куманово, каде нема шанси нешто да не одберете и понесете во вашиот дом. Соковите Кватро и Сано за апсолутно освежување, посебно сега во топлите денови кои се надевам ни предстојат. Млечните производи на Бучен Козија кои доминираат на секоја маса, за секој обрак и за сите генерации. Детергентите од Арис за чиста околина и апсолутна дезинфекција и гарнитурите на Тетра Мебел за тотално опуштање и вистинско уживање. Е така, кој ужива, кому му е тешко дека нешто ќе се промени. Тешко дека кај нас ќе биде подобро. Се некако се надеваме, ама се некако никако не ни оди. Да, ништо не тргнува на подобро и по се изгледа дека ни следува катастрофа. А имаме ние во семејството чувство да предосетиме такви лоши работи. Да, дедо ми така ми раскажуваше дека го видел Титаник. Да, го гледал Титаник така и веднаш видел дека бродот ќе потоне. Почнал да вика на цел глас, да се дере, да ги предупредува луѓето да бегаат, оти ќе потоне, ама тие ништо, само вака чудно го гледале. И така се издрал уште 2-3 пати на цел глас, дека ќе потоне бродот и потоа го исфрлиле од биоскоп. Тешко ќе ни биде кога сами на себе не умееме да си помогнеме и се чекаме други да ни помогнат. Па не може да чекаш да ти помогнат нации кои се напиваат од пиво, кога ние со пиво се трезниме. Иако може и не може да бидат релативни работи, внимавајте. Може, навистина, а може и да не може. А тоа е најизразено кај постарите. Еден дедо пишувал на друг дедо да дојде у кафеана да се дружат малку, овој му одговара веднаш: слушај, седам со една многу убава дама. Ке ти јавам за кратко. Ако можам, нема да дојдам. Ако не можам, тогаш сигурно ќе дојдам. Може и не може. Така и кај нас се изгледа. 30 години изгледа дека може да биде подобро, а во исто време политичарите со своите постапки ќе не уверат дека тоа сепак не може. Не. А мислам дека тоа е така затоа што ние не извезуваме сировини, туку готови производи, како што се, например, дипломирани лекари, инженери, професори. Да, сировините сепак не ги извезуваме, тие остануваат тука и владеат со нас. Значи може да е така и не мора да значи дека потполно е се така црно. Кој знае, барем не оваа вечер во која вие повторно имате шанса да видите што ќе гледате во Нема љутиш. Подсети ме овој филм. Кажи поштено, кад си ги имала најубав секс во живот? Тешко ми беше на почеток, морам да признам. Ја не знам зашто овој малку сега опаска што викаш дека ви забележуев. Може да обрну малку на Куманово. Може не малку, се може да обрнеш на Куманово. Смрдла е онај господја што не уме да каже добар дан у лифт и на кој се кука канал од улошке свак циклус, затоа што исти не ги фрли у ѓубре, него у одвод. А некад па иде ви на лајно. Зашто удри у мене кад каже лајно? Такој ти се поднабаце, Стојко, не е било намерно. Па колко јас знам, срамота беше да излажеш и да украдеш, а не да работиш. А сак све обратно. Добив шанса овде во Бистра вода, со така посериозна улога, мајката на главниот лик, која што во овој првиот дел и така е застапена, меѓутоа во овој вториот дел ќе има повеќе, односно веќе треба да се расчистат работите што и како е, па да каже. 3, 4, 5. Па видиш бе, ајде да видиме тој последен ред доле. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра Мебел. Мат.
на здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови и актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED TV на рати, а без камати со Мултимедијанет. Во животот променив многу работи. Ги венував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Душа, подсети ме овој филм. Кажи поштено, кад си ги имала најубав секс во живот? Сеќаш ли се кад се запознасмо на ден? Душа бе, па кој може тој да забрави? Епа, едну неделju пред тој. И вечерва продолжуваме со исто темпо, само со коки ќе бидеме многу покултурни. Две се причините за тоа. Првата е затоа што гостинот ни доаѓа од полето на културата и втората причина е затоа што гостинот ни е гостинка. Значи, дама во емисијата вечерва. Добро вечер за Кети Дончевска Илич. Добро дојде во Нема љутиш. Добре ве најдов. Фала ви на поканата. Редно беше едно време да дојде женска особа Б каде нас во емисија. Да измешаме карта. Да измешаме карта. Директен повод за твоето гостување е тоа што Кумановскиот театар оваа година слави 75 години од своето постоење. Голем јубилеј, што подготвувате за тоа? Голем јубилеј, подготвивме една театарска представа, веќе имавме премиера на 3-5. За кого бијат камбаните во режија на Мартин Кочовски. Идејата на таа представа беше, бидејќи станува збор за јубилеј, да биде вклучен поголемиот дел од ансамблот што е вработен во Кумановскиот театар. Секако беше подпомогнат тој ансамбл и со кумановци актери кои што се млади, кои што се уште невработени за жал. Кај нас тоа некако го означуваме како централен настан, бидејќи беше голема представа, на голема сцена, многу сценографија, многу луѓе на сцената, многу луѓе позади сцената, затоа што има таму едни 6 чиги кои што постојано се спуштаат или се дигаат со лимови, на секоја мора да има еден човек од техника, што значи дека еден обемен и огромен проект кој што би рекла машки го издржавме и го дадовме на светлото на денот, а она што на некој начин би било, она што за мене е многу значајно, е монографијата која што очекуваме во почетокот на септември да излезе, со тимот драматурзи кои што ги имаме во театарот и со најмногу моја и на Горан Илич поддршка, бидејќи тоа е енциклопедија вака, нели има познавање за сите работи, дури за оној период кога не бил активен учесник во театарот, а нам тие податоци не се важни, да, баба му и дедо му. Така што го користиме нели неговото тоа искуство за да можеме да направиме една монографија која што на вистина ќе има еден куп податоци која што ќе се досега сигурни сме дека околу 90% имаме фотографии скоро од секоја представа од 48 година до 2023 година, што за нас е мислам
многу добар е подвигот, бараме по луѓе, во Куманово се уште постојат луѓе, роднини на оние постари генерации, да речеме, синови, керки, кои што веќе слушнале дека ние подготвуваме монографија, па не знам, не среќаваат на улица, бе, монографија ќе сте спремале, да, па имам јас слики од дедо ми, од бабу ми, оне бија суфлер, оне бија глумац таму и така натаму. Така да им благодарам на сите, на вистина многу материјал собравме и сега нормално ни треба малку повеќе време. Па во септември, здравје Боже, се надеваме дека ќе излеземе со монографијата и дека ќе оставиме еден белег пишан за она што Театар Куманово правил изминатите 75 години, бидејќи до сега такво нешто нема. Ќе се зезнеше па ќе го прашаше Кетита дали прекрашува на Кумановски, но не прекрашува, него брз збори Кумановски. Може да ми забележат многумина зошто токму ти зборуваш на оваа тема, 75 години од постоење на Кумановскиот театар, но еве да нагласиме, ти си веќе вработена преку 20 години во театарот, тука кај нас во Куманово, и друга многу важна причина, ти си кумановска снашка, го спомена Горан Илич, и тоа преку 20 години. Така. Така да Кумановски не прекрашуваш, него брз збориш убаво. Убаво, што викаш 20 години, 25 веќе сум во театарот во Куманово, значи како редовно вработен член. А околу веќе 28 година сум кумановска снашка, односно сум веќе дел од Куманово како град. Тешко ми беше на почеток, морам да признаам. Ја не знам зашто овој малку сега опаска што викаш дека ви забележуев. Може да обрну малку на Кумановски. Може, не малку се може да обрнеш на Кумановски. Па јас сум 28 години више збору Кумановски овдека с кумановци и многу често ми се дешава да кога отиду каде мој у Скопје и нели нормално прешалташ сега одма као денек види се сам се вратила дома у своја средину, мама нели ќе ме слуша и сите тие работи, али многу често си онакој, ако ништо друго бар некој зборче, онакој у целу реченицу литературну обавезно си кажу на Кумановски, така кои да се лако ми омилени е. зборчиња Кумановски, да имам колки може ли да ги објасни? Притаран и Сапатничев. Па ти го објасни колките ствари. Не објасни. Значи да не кажи ништо Притаран така. и Сапатничев знам. Ова Колки? еве на Кумановски, ама малце сериозно. Значи, ја мислам дека дијалекти на овој нашу државу се големо богатство. Притаран како збор објаснува многу човечки состојбе. И многу сам зборила посебно со луѓе од книжеван свет, од литературен свет, зашто не ги зимав у предвид од одредени говорни подрачја, одредени зборови кои што објаснував и малку повише од тој што, да речеме, за некои објаснување се ти потребни повише зборови. Ми знаете ви дека кад преведуваме од англиски, најчесто имамо проблем со тој не можеме со еден збор, па морамо да објаснимо, па овој оној, а наши дијалекти, кумановски конкретно еве за тој може да збору со сигурност, имав баш зборови кои што повише состојбе на људску психу објаснявав и зашто тој да не се земе како у предвид и немам појма некој да го стави утре у речник или како објаснување или други работи. Зашто не мога да биде у речник? Зашто? Па, ако сакав и малку нека го прилагодив сега, не знам, притаран, притарен или не знам како сега, ај да не давам назнаке што би било како било. Ако е притаран како кокита не се прилагодува по тој. Може и тај варијант. И Сапатничев како njega. Сапатничев е многу добар збор, луѓе. Многу, ја го обожавам, Мада ми беше многу тешко да научу кумановски. Ја у принцип многу лако фаќам дијалекти, например, кад иду на куде Прилеп, још тамо на 20 км од Прилеп ја више може да обрну на Прилепски и така дале, меѓутоа кумановски ми беше многу баук. На академија с мене студираше Зарковски Горан, за жал почина веќе, колега еден мој, и моје прво соочување с кумановски език е било кад кажа затвори ги врата. И он вика, ај затвори ги врата тамо, и ми све цела класа кој како? Па, затвори ги врата, бре! Викам, чиви се, викам, како е ово, викам, и множина и еднина, викам, човек, викам, што ти е на тебе, знаеш, кој си е, бе, кумановски ово? И единство врата си па врата. Да, и јас свати дека, уствари, тоа е многу страшно, и онда едно време се зезаше, за да, пошто сви дијалекти добро ги владам, нели, у Македонија, за да може и кумановски да го savладам, мораше да се одам у Куманово. Видиш, што ти бил. Знам Сапатничев. Кад ти дека ga стварно добро знаеш кумановски. Само за Сапатничев да кажу дека знам од куде ја научила Кумановец, знаеш како вика на жена, туѓа жена кога ќе падне оној. Вика, еј господјо, упаднасте, како сте добро ли сте, чекај руку подава да стане, а негова жена кога ќе падне, тумори што си Сапатничев, ништо не видиш, не те бива за ништо, веројатно туе. Кад
Ај Кад смо ти прашање. дека многу добро влада с кумановски дијалект. Кад почна да се карам на кумановски. Кад почна кавѓа онакој течно да ми искачав од уста, кад Уопште имам не ги некакав мислиш, него конфликт со одма се- иде тоа, иде, иде. немам Како никакав рек. проблем, да. па, Имаше проблем, уствари са ти, затоа што еве Горане у целу причу, мислу он беше седна еден пат, викам, добро, викам, човека, куќе научу, викам, ја овој кумановски, никако не може да ве пофатам, слушам ве, године проваѓав ово, и он ми вика едно време, чекај сега да ти објаснам. Значи, види, у сам дијалект си има, значи, како поддијалекти доаѓа. Како викам поддијалект, има тој, не знам, некои задржани падежни форми и така дале, ово, и еден пример што ми го даде беше, на пример, кумановски зборив и на бил и на бија. Да. И кад почнеја тие разлики да ги праву у главу, онда више ми би многу полако и... Ја па тоа не сака ни примитија, валјда од роѓење ние на нас. Вас ви е природно. Дошол, дошија. Вас ми е природно, На нас, али да. за нас странци. За нас странци. Кад се караш најболе збориш кумановски. Да, најболе. Тој Гиле сак знам дека ви каже, ондак немаш проблем со кумановски. Не, Штом кад се никакав. караш, увек збориш добро кумановски. Добро, еве да кажеме, знаеш да се караш на кумановски. Знаеш ли да се извиниш на кумановски? Да. Еве, јас знам, моја жена се извинува стално на кумановски. Извини, ама не беше управо. Тоа е извини на кумановски. Да, Тоа е извини на кумановски. кумановски. Да. Добро, ќе ga имам како информација, Упредвид. да знам што како у будуќе. Ајде да те вратам на македонски, рече од Скопје си? Од Скопје, Таму да. родена. Како се одлучи за актерство, за глума? Татко ми кој што е починат, беше човек кој што многу сакаше литература, беше технолог по професија. Меѓутоа сакаше, пишуваше поезија, се дружеше во литературни клубови и еден ден ме однесе во еден театар Чекори во Скопје, тоа е во автокоманда во Димитар Влахов, Домот на културата, мислам дека се уште функционира таму. И така почна целата моја приказна. Јас почнав со нив да настапувам на сцена, во почетокот помали улоги и еден ден сватив дека сакам да студирам глума. Иако морам да признаам, во 4-та година средно, во Јосип Брз имам завршено, имавме една прекрасна професорка Гордана по филозофија, која што малку, во еден краток период, малку и ме измести од таа првичната желба, така што после академија една година, после средно една година паузирав, затоа што се занесов ќе одам филозофија ќе студирам. Значи, тоа беше толку автентична професорка која што баш онака знаеше да ти Уверлива, да, пренасање на знање. И јас си мислев, леле, не, филозофија ќе биде мојата животна определба. Им благодарам на факултетот, значи, на филозофија што не ме примија. Така да следната година си отидов на академија, ме примија и така почна целата моја приказна околу цела оваа работа. После академија година и пол работев во Прилепски театар, затоа што тоа беа едни убави времиња каде што директорите на театрите си одеа на дипломските представи во Скопје од цела Македонија. И да речеме даваа понуди на млади актери кои што само што завршиле, нели туку што дипломирале, да бидат дел од нивниот ансамбл и така ја заминав година и пол бел во Прилеп. Горан имаше една представа на репертоарот во Кумановскиот театар кој што решил да не игра, рекол дајте бе луѓе да не играм доста ово, јас треба и да се женам, нели ово на тие работи. Да, зеде пауза. Да, пауза зел. Се појави со потоа нашиот кум во Прилеп и така јас од А ти ga vide Прилеп gore се na дојде во visoko. Кумана. Убав тој време. Убав, млад. Млад, сак само убав. Ни висок, ни млад. Кажа, научила си кумановски од карања, оговарање, како го прифатил Куманово? Тој ни е еден спорт што го многу негуемо. Мислу да има олимпијада дека Кумановци златна медалја ќе зема. Златну медалја, бе, златна медалја. Еве, ја почна да не збору Кумановски. Мене тоа морам да признам многу тешко ми паѓа, заради тоа што јас сум тип кој што најчесто не загледува во туѓите животи. Може да ми пројдат информации едноставно да поминат покрај мене, да се случиле пред 2 години, јас после 2 години да дознам дека не знам некој нешто направил, некој со нешто или такви работи. И едноставно не се најдов во тој спорт, морам да признам, затоа што да, зборувам многу, да, критикувам многу, да, кажувам еден куп работи при критикувањето, меѓутоа тоа не го толкувам како оговарање од аспект заради тоа што едноставно гледам да е секогаш аргументирано. И во тие приказни некако не се најдов. Иако да, добар спорт е во Куманово, морам да признам, знае да биде забавен, ако негде некогаш се начекам, па некоја приказна слушам, да речеме, ако некои други учествуваат, супер е, да.
Ама ти си го преживела тој, више имаш стаж голем, тако е да тие работи, пошто толку врање довело до многу разводи каде нас, ама ти немаш што да се плашиш тој. Освен од Мерку што викам дека влада го планира, тој нели имаше треќо дете едно време. Имаше да. Пази се, сега ќе има друга жена Мерка. Субвенции ќе дава. Субвенција за други жени. Нека да. Ти ќе го ја не фати се субвенции, што те гајда? Не. Не, бе, ти имаш толку голем стаж, не гајле. Ке ти ќе направиме тука мала пауза, во вториот дел ќе шараме, бараме пак малку и македонски кумановски, ве повикувам за тоа да останете со нас и понатаму. Смрдле. Селјак е човек што живи у село, работи земју и чува стоку. А селјачиште е особа која нема општу културу и е лице кое искочило од село, арно, ама село не искочило од njega. Збор смрдле нема везе со личну хигиену, него е карактерна особина. Има еш еден такав збор, ама е безобразен. И не га кажују, а се работи за женски полни орган и карактерна особина. Смрдла е онај господја што не уме да каже добар дан у лифт и на кој ву се кука канал од улошке свак циклус, затоа што исти не ги фрља у ѓубре, него у одвод. Онај лиган со новога джипа што уредно ставено ѓубре у црну кесу га фрља од 6 спрат на место у контейнер е смрдле. Со збор смрдле може да се окарактеризира многу личности со негативни особини. Ама ако почнемо да набројуемо поред, много ќе заглаимо. Просто смрдле. Доста бе мафта со тој мајко му, па очи ке ми истераш. Па и такој не виду добро. Тој, баце Стојко е пушка за муе. И ја ги тепам с њума. Пушка, ама ги тепаш, види колку са се збрале. Збирав они баце Стојко. Некад се збирав на благо, а некад па иде ви на лајно. Зашто удри у мене кад кажа лајно? Такој ти се падна, баце Стојко, не е било намерно. Ма ти може да ги тепаш нjem цел ден, ама тој не ти помага бе. Треба ти да си купиш отров за муве. Отров за муве? Какъв ти брате е отров и каква се употребуе? Тој се продава у земјоделско аптеко бе, Ставре. И у njega се има упутство бе. Значи фатиш го муву. И са стујка пајку. Накапеш во едну капку на муву у уста и пуштиш. И она после некој време умре. Ете, ти бре само да ми продадеш нешто, баце Стојко. Па ја ако го фату муву, ќе го утепам и да свакако ќе умре без капајку. Па добро, може и такој. А ја како гледам ти и глусци имаш овдека, ја ти ga амбар там погоре. Не ми збори за глусци, жив ти све, има ги многу. Фрлям ја често те отров. Оние факови ставljam да се фаќам, ама џаве, има ги прси плева. Види, Ставре, јас сам ти мозак. Седове дома такој, без работу, измислуju работе. Абе, измислија сам едну справу за тепање глусци. Продавам го справу. Само нешто да ми продадат. Каква ти е па тај справа? Много си ти измислија, вруќу вод. Носа го бе с мене. Гледај. Тој е лис за бичкију. Ставиш ga лис за бичкију на позицију. Од едну страну го ставиш кашкавалче. Од другу страну го ставиш сланинку. Глусац дојде, а радознал. И до лист на бичкију дојде кој и вика: "Охо, кашкавалче, охо, сланинка, охо, кашкавалче, охо, сланинка." Два пута кој и тумбарац на место е утепан. На место? Ти си бре ненормален, баце Стојко. Па знаеш ли бре колко скупна и сланина и кашкавал? Па ја бре не можу да израну глусци за сланину и кашкавал, у банкрот ке ме натераш. Чекај да ти кажу, Ставре. Смислија сам ја и ефтина варијанту за тие како тебе. Ефтино? Да. Каква ти изгледа ефтина варијанта? Па ефтина варијанта е само лис за бичкију. Без
кашкавалче и без сланинко. Бре, и како ќе се тепа глусац без сланина и без кашкавалче? Много лако, Ставре. Поставиш га тај лист за бичкiju на исту позицiju. На едну страну не ставljаш кашкавалче, на другу страну не ставljаш сланинку. Дојде глусац, радознал. Обда лист на бичкiju и вика, нема кашкавалче, нема сланинка. Нема кашкавалче, нема сланинка. Два пута врат. На место е утепан. Па на место. На место. Да знаеш, бре, дека си мозак, баце Стојко, е. Да знаеш. Ама и да знаеш дека ако не престанеш да ми продаваш тие твои справе за бобрези, ја ќе те утепам тебе. На место. Добро бе, не мора да се љутиш, не мора ни да купиш што. Па онлайн, а? Више, бре, ништо не е како што беше. Ништо. Ја, одели се зејтин од вода одамна и тој ја да ви кажа. Кој се снајде и си најде нешто, тргна се од сви с кои до тага беше близо. Да. Двоица, бре, неразделни другари од деца, што се вика. Бесва близки како гъс и гаќе и на крај го усрасва работа. Затоа што он би да е некој си директор таму, а другар му демек бија обичан радник. Како боже ме срамота, бре, да си радник и да работиш. Па колко јас знам, срамота беше да излъжеш и да украдеш, а не да работиш. А сак све обратно. Изгледа дека тој беше порано такој. Више, не, сак сви видив дека се смениле работа. Сви. Сега е много опасно да си управо док другар ти директор греши. А до ичера, бре, не се двоесва и све заедно иде. И оден пут, мајко му, еден е све добар, а тај друг па за ништо не вај. Бре, како тој може, бре? Ајде, тамо, што кажале стари, дај му власт, бре, да му видиш памет. А мислу дека не еден? Не, много су виделе и преживеле слични работи со своји близки, кои сега ете такој некако су ги све повише далечни. Ама ако тркало се врти, не мора да значи дека сега како е довек ќе остане исто. Немој море, кад магаре улегне у палату, оно не бидне цар, тики палата бидне штала. Магаре си е магаре увек. Па тако и тие што сега су горе, много лако можев да се вратив доле. Затоа и пазите се, немој да ве стигне она еврејска, знаете го, да имаш, па да немаш. Започнавме со јубилејот на Кумановскиот театар. Ајде да ни кажеш мислење твое за состојбата во театарот и во Куманово и во Македонија. Има ли нешто подобрено? Кога беа златните времења на Македонскиот театар? Порано или сега се подобри? А она кажа прега. Зашто се вакви прашања? Вика на свако дипломско? Не, затоа што не можам на кратко да одговорам. И сега, ама ќе се потрудам. Порано беа подобри состојбите во театарот. Кажа прега Свети. Иако, морам да признам сега, кога слушавме одредени приказни, да речеме, од одредени луѓе, кога собиравме податоци за монографијата, излезе дека, па од прилика со слични или исти проблеми се соочували и тогаш, пред 30 или 40 години. Театарот очигледно во Македонија не бил секогаш на највисоките гранки. Очигледно сега јас сум веќе повозрасна, па можеби тука ќе зборува малку и разочарувањето од сите прилики, од сите оние години, обиди разноразни, нели, театарот да се подигне на повисоко ниво, а ние се уште тапкаме во место. Ние се уште не создадовме средина. Сега ќе речам, ќе споредам само со блиските држави Србија и Бугарија. Во Македонија се уште немам видено да се има случајно пред некоја театарска представа месец дена претходно да се чекаат билети. Или да се изрекламира, а?
месец дана порано, дека тој ќе има театарска представа тамо. Тоа а па број на се карта е друг еден, ограничен. ама тој Па ќе знаеш дојде да- некој и од Велес да го Ама гледа ние веќе комановски ништо не представа, можеме да например. предвидиме како ќе рекламираме месец дена претходно. Значи не можеме да предвидиме дали министерството ќе се смилува оваа година, ќе Дали ни ќе даде биде парите веќе до сала? крај. Дали можеби ќе ни ги скрати парите театарот во Куманово, театарот зградата се реновира, еве веќе Да. втора, трета година. Оваа година беше наред третата фаза, каде што требаше кровот да се дигне и беше една така позамашна, да речем, инвестиција. Нас ни дадоа само околу 50.000 евра дворчето напред да го направиме. Сега што правиме со третата фаза, ме разбирате? Не може да се предвидат работите едноставно. Па правите а не ги да правите представи од дворство. план, стратегија и така. Морам да признам дека овој авторскиот тим, режисери, сценографи што беше од за кого бијат камбаните, дури дадоа еден таков предлог, а што не ја направиме представата во вако, меѓутоа стварно е рушевина театар Куманово. Нема ни основни услови, дали барем гледалиште нешто да имаш и во такви услови може ќе беше подобро да ја дадеме таму. Меѓутоа нема ништо, мислам, сега уште па Памтиш ли дека може пред 23-4 години имаше една таква поставка од дворот на театарот, дека имаше игра на секој од глумците си имаше свој гост. Кабаре, да. И правевме кабаре, кабаре, да. И Да, многу да, беше да. интересно. Ама Памтиш? театар, да, како не, И беше многу интересно, и беше полно, го и беше работевме, многу прекрасно беше. Да. Ма театарот во принцип секогаш бара одредени, секогаш нови форми, нови начини како да се изрази. Сега особено со овие нели нови технологии, па не знам разни бимови, па не знам проекции, па ласери и така натаму. Ама ние малку повеќе подалеку од она што е што е европски тренд, заради тоа што првенствено немаме пари доволно, а за сите тие работи се потребни пари. Ама пари не Кога се би имале проблем, пари нема, пари зашто? нема, ете така. Кога би имале пари сигурно би знаеле. Македонија има луѓе кои што знаат да прават театар, кои што знаат што и како треба, меѓутоа нели секогаш сме обусловени, правиме компромиси, представата не знам требало да чини 1.000.000 денари, ама ние имаме 500.000, секој ќе од 1.000.000 на 500. Тоа не е ништо друго освен компромис, значи автоматски го напушташ својот првичниот мотив зашто ја правиш представата, како сакаш таа да изгледа, што таа треба да пренесе на публиката и така натаму. И тоа се еден куп околности кои што нас не обусловуваат на еден поинаков начин. Публиката од друга страна има некои очекувања, ние тие очекувања не секогаш можеме да ги исполниме заради овие наши околности. И тоа е еден зачаран круг што велат на Магичен круг и среу круг. Виш колку сам ја фин овој вечер. Ние многу се правиме фини со Коки оваа вечер, иначку мора да ти признам дека најоговарани во оваа емисија после политичарите се жените. така. Обично имаме многу муабети за жените. Добро. Да ми кажеш? Еве ја ќе кажа да муабет за мужи. Ајде, ме да Направена е чуем. анкета. Зашто мужи стануе мlađi? 10% од мужи стануе да иде до фрижидер, Добро. Јас сум у тие 10%. 15% навечер стануев да иде до ВЦ И у тие сум, имаме слух, дај да виду. и 75% стануев да си иде в дома. Тие се 70%. Сак да кажу дека сам и таму носен. не, па Ќе свугда биде ќе ти има, нескромно. нема Не, проблем. Да, не вика, може јас сум- свугда да го има Не стварно, можеш, да. не можеш. И ти Што се- си по професија швалјар, тренутно без работа. Сакам да те прашам, дамите, жените се борат овие што за исти права, израмнети права со мажите. Каква е состојбата на актерките? Израмнети ли сте во театар со актерите? Па драматургијата првенствено не израмнува со актерите, заради тоа што драматургијата од времето на Шекспир и од пред него, значи е првенствено Зашто театарот дозволува женско да сконцентрирана- игра машко, машко Дозволува, да игра? да, дозволува, сме правеле и такви работи, сме менувале ликови и така натаму. Но новата драматургија, да, има ете така еден фокус на женските ликови. Многу често сега во последните години се среќаваат драмски текстови од современи автори кои што да речеме представата е само со 6 жени, на пример со 6 женски лика. Феминистичка представа. Феминистичка, нели да. Да. Па верувам дека светските трендови еве и нас малку не фаќаат, односно се обидуваме нели да направиме да актерките бидат нели позастапени на сцената барем приближно колку е возможно со актерите. Драматургијата е таква едноставно. Мислиш дека помалку женски ликови има? Па да. Во секој представа, стварно?
Па да, Ти ти си имаш мушка еден... шовинистичка свиња, Еден, затоа имаш ти еден го Хамлет, знаеш. еден Хамлет има два лика само. Мајката и Офелија, Гертруда и Офелија. Ама Друго се главни маже. се. Бе, добро. После Хамлет. После Хамлет, да. А после оние Хамлет. 147 лика што проваѓав? Тие не ги ни рачунаме, да. Тие. Тука може нешто ние да се протнеме. Да. Се снима ли нешто во Македонија, освен на тоа радиологија, бубрези што снимаат и бели дровови? Филмови, серии, не многу, тоа не е познато на сите. Колку си ти активна во тоа, што имаш снимено најново сега, мислам, во серијата најново учествуваш? Да, во Бистра вода, Бистра новата вода. серија, да. Јас во принципи малку снимам. Едноставно, некако не знам, најверојатно си се насочив кон театарот и театарот ми е прва и единствена се уште љубов. Поише сум на сцената отколку што снимам. Меѓутоа добив шанса овде во Бистра вода со така посериозна улога, мајката на главниот лик, која што во овој првиот дел и така е застапена, меѓутоа во оној вториот дел ќе има повеќе, односно веќе треба да се расчистат работите што и како е па да каже. Мајката, бе, Да, мајката така, секаде има. Маја мајка. Да, Маја да го има да. после. Меѓутоа не се снима, тоа е многу погубно што не се снима, пак не предпоставувам, сигурна сум прашањето се парите, никој не ќе да инвестира. А не знам зошто, затоа што се утепавме од како се вика ова увезување на еден куп серии од страна, значи од сите простори и од поблиску и од подалеку. Да не ги спомнувам турските серии кои што ги синхронизираме, а нашите актери кои што се квалитетни, талентирани, едноставно немаат можност да излезат пред камера и тоа мислам дека не воопшто не е добро, затоа што на крајот на криштата за тоа учеле, за тоа се обучувале и така натаму. Се надевам дека ќе се сменат малку работите, иако тој мој оптимизам и не е така. Може голем, може се и си викам полошо. така, као ќе биде подобро, ќе видиме ова. Очигледно е поевтино да увезеш серија отколку да снимиш, Да. ама треба да се гледаме са малку подалеку. Тука многу губи нашата култура, губи нашата традиција, губите вие како актери и губи воопшто државата. Мислам дека тука треба да се направи некоја подобра стратегија, ама ете, ние можеме да мислиме, да предлагаме, но се знае кој одлучува, па се надеваме дека можеби ќе мрднат Знаеш, работите. ако ништо веќе не ме изненадува, јас имам чувство дека во оваа држава за ништо се нема стратегија, па не па за култура, не за снимање, не знам на серии или Да, некој култура и во обрати вести е внимание. последна, нели, предвременска прогноза. Да, тука негде нешто, ако некој нешто направил оно и така. Да, буквално е така. Македонски народни приказни исто Македонски така. приказни, да, снимавме Тука доста. бевте актуелни заедно со Горан, Да. се снимаат уште? Не, сега едно И тоа ли не се години снима? Ба, ние сме Не, отишли у аутсто. не се снимаат, ни приказни не се снимаат. Еден колега, мислам дека сега снима, прави како приватна продукција, па најверојатно ќе ја продава на некои телевизии. Меѓутоа, и тоа не е до крај направено, до каде со процесот не можам ниту да тврдам, ниту да гарантирам, да речам сега, не знам, иснимил 10 епизоди, па ќе имаме надеж да ги гледаме. Тоа е сериозен процес е тоа, впрочем. Значи тоа треба да се седне, тоа сценаристи треба да се пишува, ние треба малку и да излеземе од тој шаблон, имаме простори да ги модернизираме тие македонски приказни. Ние од тоа не направивме бренд првенствено. А требаше. Македонски се викаат, македонски Да, народни приказни. а тоа беше прво што требаше да се мисли, да направиме бренд, да се собере екипа, тоа голема екипа секако е потребна, значи од оние луѓе што се од позади камерите првенствено, до пишување, до режирање и така натаму, и па можевме тоа да го продаваме совршено. Ама со малку средства, со вакви продукции, тоа и останува тука. Ние си се знаеме. У овој наше нешто мало се гледаме, купчито. Нема надворка. Доста не шопање. Ќе се изгубиме ако искочиме надвор. Не, па ми. Се околу пари се врти за монографија, Се. ќе се најдат ли пари? Има ли заинтересирани или стиснати се и ти? Има нешта, значи Министерството за култура нас ни даде некои пари, затоа што ние аплициравме минатата година секако, како проект, а ќе дадат и дел од кумановските компании. Ќе одвржив ќе се малце, не су како Да. Она е учителка што викава на дете Зоки, вика, колку, ако имаш 100 денари, татко ти даде još 100 денара, колку ќе имаш, вика, 100 денара учителка. Па ти, Зоки, немаш поема, не знаеш ништо математику, не учителка, ти не го знаеш татка ми. 100 денара со 100 денара. 100 денара, Па со толку, тоа. Не, има, мислам,
Голем дел од компаниите во Куманово ми покажаа и ми докажаа дека се отворени за соработка и дека да, ситираат бизнис, ама знаат и да постојат за својот град. Браво, ако е така. Ако е така, еве јас ќе ти предложам пред крај една трампа. Јас ќе ти дадам 2 подарока, а ти ќе ни кажеш еден виц на крај на Кумановски. На Може ли? Кумановски, да. Знам еден виц на Кумановски, кој што го обожавам, затоа што и стално го кажувам тоа така, тој само на Кумановски има поента, ако се каже, затоа што ако е на друг јазик, некако дијалект некако не оди. Думај се го, размлачи. думај го, ја да ги кажам само подароците. Сега ти си во позиција да бираш вечера за двајца со ноќевање во етно село Тимчевски, Добро. етно ресторан. Сигурно имате одено, ама Да. сега малку поинаку со ноќевање. Добро. Ти ќе бидеш газдата. Тука. Фала. Бираш, повели. Коки често знае да каже дека ја забушавам оваа награда за да ми остане мене, ама не, кога имаме дама, не заборавам. И од Бучен Козјак, наши пријатели, еден сет производи нивни, убави, фини, здрави, веројатно си ги конзумирала. Ето сега, за Им домче благодарам. нешто да однесеш да се оправдаш каде беше до сега. Не, им благодарам многу на Бучен Козјак и сега само ќе откриам еден од спонзорите кои што ќе бидат на монографијата, тоа е токму Бучен Козјак. Да, ете, видиш? Ексклузивно, иако планираме нели додека не се случи настанот да не ги споделуваме сите. Но бидејќи сега добив подарок од нив, со задоволство еве ги споделувам како едни од спонзорите на монографијата. Супер. И за крај ексклузивно виц на Кумановски, Кети Да, Дончевски. виц на Кумановски. Ето виж, ја забравljam поклони, а гости забравljam вици. Иде си у Трамп. Виц сигурно сви га знаев, меѓутоа ја го многу сакам пошто многу добро звучи на Кумановски. О шуму животни почнале да се карав кој е убав, кој е паметен. И биднала една страшна кавга, лавови, не знам, тигри, не знам, пантери, змије, жабе, овакви, онакви. И расправља се на кралот на животните, на цара на лава му се, кој дошло преко главу, ставија едну линiju на среде, кој и кажа ај сега доста. На овој страну паметни, на овој страну убави. И почнале да се местив, не знам, антилопа мислила дека е оваква, змија дека е онаква, ово, оне наредиле се и сви се распоредиле кој е паметни, кој е убави, на средину таму на линiju на крај стои жаба. И лаву вика, добро сак ти што? Ајде, или тамо или овамо. Па јас сак што? Да се расчепули. И стално да кажува тој дека, кога ќе ја кажеш на Кумановски да се расчепули, значи тога има поента виц. Ти благодарам што беше наша гостинка, ти посакувам успех во кариерата и секако успешна година при одбележување на овој голем јубилеј, 75 години Кумановски театар и монографијата да биде навреме да помогнат сите што го може тоа. Ви благодарам на поканата, навистина уживав, супер ми беше. Иако мислев дека ќе ми биде малку стресно. Така? Да. Не. Ја по природа сум многу озбилна особа и тако ја заради тој викам се што, добро, супер. На нас озбилни су ни предизвик. Озбилни Да. предизвик, да. Драго ми беше да си имате још многу емисије и свакако видимо се на монографија. Ако Кети уживаше, зашто да не можете и вие да уживате? Што? Ништо не видиш, а? Ништо. Како е, ништо не видиш? Ај, гледај тамо. Прочитај го прв ред тамо. 1, 2, 3, 4, 5. Па видиш бе. Ај да видиме тој последниот ред доле. Б, Ч, Дж де, дж. Дж. Како бе ништо не видиш? Па све видиш. Там виду, докторе. Овде ништо не виду. У новчаник. Ја, види. Празно. Ништо не виду унутра. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели, детергенти Арис, Тетра Мебел.
Запознајте го Алфи, хумано ангажиран, со цените реален, во понудата интересен, благороден за секое домаќинство, за комотен избор на сите производи, GPS име љубезноста и нека ве води, значи и изглед и карактер. Мило ни е што се запознавме. Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, после струја или да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, бе! Свети унута, еј! Зборувавме на почеток дали ќе биде подобро. Секој се надева на подобро и на секој му треба некој на кој ќе може да се подпре кога нешто му треба посебно за да му биде подобро. Еве, на нас мажите ни требаат жените. Насушно ни требаат жените за да се подпреме на нив, и без нив не можеме бе ништо. Не можеме ни чајот да го најдеме каде е во кујна. И тогаш ќе го слушнете од друга соба нејзиниот луд глас, како вели, значи без мене ништо не можеш. Ти толку е просто, а ти не можеш да се снајдеш. Па чајот ти е во кутијата од какао на која пишува дека има сол. Да, и потоа не може да ги разберат мажите кои наместо на жената да се подпрат, цел живот се подпираат на шанц. Ние пак потпора наоѓаме кај сите вас што не гледате и затоа. Пак се враќаме следниот викенд заедно со минералната вода Визијана, зубава и свежа мисла, како и лјадници производи на Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи од бучен козјак, детергенти од Арис и удобни лежаи од Тетра Мебел. До следниот викенд, чао на сите. Бре, како Божем, што е состој Божен Козметикс. За тотално опуштање и вистинско уживање, уживање, не освежување, освежување, уживање. Како Божем бре срамота е да погрешиш. Или на благо, а лошо ги изига. Куде бе тој дојде? Бесва неразделни како гасигај. Бесва блиски, бре. Ајде, добро ни дојдовте, ајде, како ga викам, ајде, како ајде да е. И од еден пут, мајку му, не ваја. Барем не ова вечер, во која ви повторно на крај, бе. На крај, бе, да.